Проблемот за символите во средновековна Македонија е доста комплексен. Комплексноста е поради специфичните општествено-политички услови и различните влијанија врз културно-општествениот развој во Македонија во средниот век. Во Македонија во средниот век доаѓа до судир на античката традиција, видоизменета од римската државна идеологија и пренесена на новите поколенија, со традицијата на ново населениот етнички ентитет во периодот на големата преселба на народите. Античката традиција во однос на символиката најдолго време е присутна во Македонија. Причините за тоа лежат во римската државна и надворешно политичка идеологија. По пропаста на античката македонска држава и нејзиното потпагање под римската власт, не исчезнала античката традиција. Римјаните, иако војнички ја победиле Македонија и територијално ја поделиле на 4 мериди, биле свесни дека за да се одржат на власт во овие простори, мора да направат оделни отстапки. Тие отстапки имале за цел да го придобијат македонското население, да ги почитува владетелите и да се бори за римските идеи за проширување на државата на исток. Така римските владетели дозволувале македонците да го празнуваат денот на раѓањето и денот на смртта на Александар III Македонски. На свеченостите римските представници дозволувале да се носат традиционалните македонски облеки, македонската капа и ред други обележја поврзани со нивното минато. Самите римски владетели се представувале дека се следбеници на Александар и на неговата идеја за борба против Персија. Дури некој од нив, Јулијан, 361-363 година, тврдел дека мајка му го зачнала од некој змеј, слично како Олимпија што го зачнала Александар. Таа политика на римските владетели придонела да се зачуваат традиционалните македонски символи, сонцето и розетата, и истите да продолжат да се употребуваат и во средновековието. Извесен пресврт во поглед на символите настанал во периодот на 4 и 5 век, по признавањето на христијанството за легална религија и неговото наметнување за државна религија. Тоа предизвикало промена и во символиката. Започнале да доминираат символи со христијанска тематика, но останале во употреба и соларните символи, сонцето и розетата со христијански примеси. Источната римска империја, Византија, ја наследила римската традиција и истата била пренесувана на сите народи што влегле во незиниот состав. Во тој број биле и македонците. Во поглед на државните символи на Византија за раниот период, од 4 до 7 век, немаме валидни податоци за да тврдиме дека постоеле државен грб и знаме. Според некои споредни податоци, Византија имала грб, државен златен орел со алка во клунот, а за знаме не може да се даде конкретен заклучок. Во Македонија како составен дел од Византија биле во употреба византиските символи. Уште во римскиот период секоја легија имала своји символи и штитовите и свое знаме, практично на долгото копие на секој војник, за да се распознаваат во текот на битката. Таа традиција била наследена и од Византија. Во изворите среќаваме опис како Константин I Велики во очи на пресудната битка против максенци 312 година наредил да се изработи лабариум, воен символ, и истиот да се постави на штитовите на војниците. Во текот на подготовките, Константин склучил сојуз со Лицини. Сојузот бил потврден со брак, овој пат Лицини, кој за жена ја зел сестрата на Константин, Констанција. По спроведените подготовки во текот на 311 година, во наредната 312 започнал походот. Константин успешно навлегол во Италија и кај Торино походот малку застанал, но набрзо паднале Торино и Милано и после тешки борби и Бреша и Верона. Константин го продолжил походот на исток до Аквилеја. Недалеку од Трст, тука свртел и преку Равена и Модона удрил јужно кон Рим. Во текот на ова долго напредување, Максенци не излегувал од својот главен град, каде што според изворите жртвувал и неродени деца со цел да се спаси од злата судбина. Одлуката на Максенци да остане во Рим била стратешки оправдана. Двете војски се сретнале на 28 октомври 312 година кај Сакса Рубре, Црвена Карпа, на Вие Фламини,
некои десетина километри североисточно од Рим, кај што малата река Кремера се влева во Тибар. И тука, како што подоцнежната легенда кажува, токму пред битката или во текот на неа, Константин ја доживеал својата прочуена визија. А Евсевиј вака ја опишува. Додека царот се молел и тажно преколнувал, му се прикаже еден многу необичен Божи знак. Ако во некој случај некој друг ја раскажал оваа приказна, не би било лесно да се прифати, но бидејќи овој цар, победоносец, ја раскажа и ја потврди со заклетва, тогаш, кога бевме удостоени да го запознаеме и со него да разговараме, пред нас кој овој настан го бележиме многу подоцна, кој би се сомневал во тоа и кој не би поверувал. Посебно затоа што и настаните што следувале ја потврдиле вистинитоста на неговата приказна. Рече дека некаде околу пладне, кога денот веќе бил одминат, со своји очи на небото, над сонцето, здогледал победнички знак, крст од светлост, и дека на него биле испишани зборовите: "Со ова победувај." Поради овој знак царот го опфатил страв и него и неговата војска, која го следела на некој пат и го видела чудото. Велеше дека бил во дилема како да ја свати таа појава и дека додека така многу размислувал, паднала ноќ. Во сонот го видел знакот, кој што му се појавил на небото, и Христа Божиј кој му наредил да направи предмет, грб, налик на оној што го видел на небото, за да го штити во борбите против непријателите. Охрабрен од таквиот Божи знак и Божијата наклоност, Константин го победил Максенци и го протерал таму каде што Тибар прави остар завој кај стариот Милвејски мост. Веднаш покрај стариот мост, Максенци направил нов на понтони, преку кој ако има потреба да ја повлече војската без да ги растури редовите, а кој потоа можел да биде разрушен за да не го користат непријателите. Преку тој мост се повлекува војската на Максенци, која што била следена од Константиновите војници. И војската, или поточно тоа што останало од неа, можела да се спаси, ако инженерите на Максенци пред време не ги извадиле спојките на понтонскиот мост и војниците се удавиле во Тибар. Останатите се стрчале кон стариот мост, кој што бил претесен за да ги собере сите. Со нив бил и узурпаторот Максенци. Многумина од нив паднале во водата, меѓу кои и Максенци, и неговото тело било пронајдено подоцна, кога водата го изфрлила на брегот. Оваа битка го направила Константин владател на целото Римско царство, од Атлантикот до Јадранот и од Хадријановиот зид до Атлас. Таа битка исто така била знак, ако не на неговото вистинско преобраќање во христијанството, тогаш барем момент кога се поставил како заштитник и покровител на своите христијански поданици. До која мерка оваа визија за крстот за која царот тврдел дека ја доживеал кај Милвискиот мост представувала не само одлучувачка пресвртница во неговиот живот, туку исто така и во последична смисла, вододелница на светската историја. За да се одговори на ова прашање, неминовно се наметнува уште едно. Што на вистина се случило? Најстарата верзија на приказната до нас доаѓа преку нашиот втори извор за тој период од христијанскиот научник Лактанци, кој што откако го преживеал прогонот, Константин го поставил некаде во тоа време за учител на својот син Крисп. Дали тој уште тогаш веќе бил член на царската свита, не е толку важно, но значено е тоа дека Лактанци набрзо добил можност лично да го праша царот што на вистина се случило. Го забележал следното, а го запишал тоа година две после самиот настан. На Константин во сон му е речено да нареди оној небески знак да биде нацртан на штитовите на неговите војници и така да ги испрати во борба. Направил како што му било наредено. Па на нивните штитови ја нацртал буквата Х, низ чија што средина провлекол вертикална линија и ја завртел на горниот крај, та така ја добил буквата Р, провлечена низ средината на Х, што представувало број за Христа, надолу поврзана со копје. Затоа понатаму нема ниту збор, нема спомнување на визијата, туку само на сонот.
Нема ниту напомена од оној вдахновен христијански писател дека спасителот или крстот воопшто му се јавиле на царот. Што се однесува до небесниот знак. Тој бил едноставно монограм составен од буквите Х и Р, првите две грчки букви од Христовото име. Букви кои што биле одамна познат символ во христијанските записи. Може би уште позначен факт е тоа што самиот Евсевиј не го споменува ниту сонот, ниту визијата за својот опис на битката што го дава во црковната историја околу 325 година. Само во своето дело, Животот на Константин, пишувано многу години после смртта на царот, ги напишал редовите кои што погоре ги наведовме и ги проширил со поцелосна верзија на Лактанциевата приказна, во која наведува како во ноќта после визијата, Христос се јавил во сон пред царот и му наредил да направи грб на знамињата и штитовите, налик на оној знак кој што го видел на небото, и да го користи во сите битки како заштита од непријателите. Ова, вели Евсевие, Константин го направил веднаш наредниот ден. Резултат на тоа бил грбот, знакот познат како лабарум, кој што се состоел од крст обликуван со злато, украсено копје, на врвот на кое што имало ловоров венец, кој што го обкружувал светиот монограм. Кога Евсевиј го видел неколку години подоцна златниот портрет на царот и на неговите деца, бил прилично изненаден. Паралелно со овој символ, посебно во црковните церемонии, се користела и представата на сонцето. Сонцето, крстот и ликот на Христос биле задолжително присутни на круната на византискиот владател. Впрочем, при средбите на императорот со поданиците, тој бил поздравуван со извикот «Сонцето царува». Зборувам за христијанската символика во Македонија. Основното сиже кое што многу ретко се среќава во црквите и манастирите во Македонија, тоа е видението на царот Константин во очи на битката против неговиот узурпатор Максенци на брегот на реката Тибар пред градот Рим. Сижето има две верзии. Според едната верзија, Константин во попладневните часови на небото видел знак, според современиците, представено од метеори, исцртан од метеори, во вид на крст и надпис «Земи го овој знак и со него ќе победиш». Константин не му придал многу значение на тоа видение и кога ја оставил војската да се одмори и легнал и тој во шаторот да се одмори, заспал и на сон му се јавил Бог со истиот тој знак во вид на крст и со зборовите «Земи го овој знак, нацртај го на штитовите на твојата војска и ќе го победиш Максенци». Токму тоа сиже го имаме овде во четвртото кубе од јужната фасада на манастирот Јоаким Осоговски. Потоа следува сцената, патот на неговите војници до местото на битката. Третата слика е самата битка, односно погибијата на Максенци, неговото удавување во реката Тибар и веќе Константин како победител. И петото, односно петата слика во тоа кубе е она што предходи на сите овие настани, а тоа е откривањето на светиот крст во Ерусалим од страна на мајката на Константин, тоа е царицата Елена. При раскупувањето на местото каде што требало каде што го барала крстот, открини биле 3 крста и таа била во недумица сега кој од тие 3 крста е вистинскиот. За да се отклони секаков сомнеш, им била донесена една болна жена која што била принесена до крстовите и од еден од крстовите таа станала и оздравела. И според преданието тоа е крстот на кој што бил распнат Исус Христос и потоа во негова чест се подигнат и храм во Ерусалим. Символиката доаѓала до израз во моментите кога императорот излегувал од дворецот, ако требало да посети некоја црква во градот, чиј што патрон се празнувал во тој ден. Во поворката покрај императорот и гардата за безбедност задолжително се носеле символи представени на платно, претежно со религиозна тематика. А тука секогаш своето место имале иконите на Христос, добриот пастир и на Света Богородица. Таа символика го придружувала императорот и кога одел на хиподромот да ги гледа надпреварите во конски трки.
Публиката била поделена во 4 основни навивачки партии според бојата на облеката на нивните јавачи, џокеи или управувачи на конските коли во двопрег или четворопрег. Најбројни биле припадниците на партиите на сините, зелените, а помалку бројни биле црвените и белите. Сите тие носеле знамиња и навивале за своите представници. Императорската ложа била украсена со знамиња и разни други украси. Имало случаи кога императорите отворено излегувале облечени во наметка со сина или зелена боја за да ја покажат својата наклонетост кон една од главните партии. Колку оваа символика нашла одраз во Македонија, немаме доволно пишани податоци. Но од оние податоци што ги добиваме од археолошките наоди за периодот од 4 до 6 век среќаваме покрај исклучително религиозни символи, крстот со розетата или со сонце, теракотите икони од виница, на надгробните споменици има и символи, представи на животни и растенија. Например, лавот и еленот, теракота од виница, леопард и срна, мозаик од Хераклеа, паунот и лијанот и други. За периодот од 7 до средината на 10 век скоро и да немаме податоци за символите во Македонија. Тоа е период на постојана борба на Византија и Бугарија за превласт и доминација на овие простори. Во долгогодишната борба меѓу Византија и Бугарија, веќе во средината на 9 век, кнез Борис во 864 година успеал да ја принуди Византија да му ја признае власта на поголем дел од Македонија. За возврат Борис се обврзал да го прими христијанството. Од тогаш, посебно после црковниот собор во Константинопол 869 година, во Бугарија почнале да доаѓаат византиски свештеници за да го шират христијанството на грчки јазик, а со тоа го ширеле и византиското политичко и културно влијание во Бугарија. Така и во символиката дошле до израз христијански елементи, кои што ги замениле пробугарските пагански мотиви. Тоа особено дошло до израз во времето на Симеон и син му цар Петар. Цар Петар во 927 година склучил мир со Византија, подкрепен со брак меѓу него и внуката на Роман Лакапин, Марија и Рене. Тогаш уште повеќе се зголемило византиското влијание во Бугарија, а со тоа и во Македонија и соседните области, што биле вклучени во составот на бугарската држава. За жал изворите зборуваат за изградба на цркви, пренесување на свети мошти, но за самата символика нема податоци. По смртта на бугарскиот цар Петар, 31.969 година, македонските области отпаднале од бугарската држава и била формирана Самоиловата држава. Треба да се очекува за периодот на нејзиното екзистирање да има употреба на државни символи, знаме и грб, но за жал такво нешто немаме. Единствените символи од периодот на Самоиловата држава се оние од надгробната плоча на неговите родители и брат му, 3 крста. Потоа символите од неидентификуваната надгробна плоча од црквата Свети Ахил во Преспа, која што плоча некои истражувачи ја поврзуваат со гробот на Самуил. Иако Муцопулос, кој што ја открил, вели дека таа е од гробот на Свети Ахил, чии што мошти Самуил ги пренел од Лариса во Преспа во 985 година. Христо Андоновски, повикувајќи се на надписот од весникот Катимерини, тврди дека Муцополос ја исклучува можноста гробот да припаѓал на црковен великодостојник, зашто спротивното го потврдуваат остатоците од свечаната одора со извезен од срма двоглав орел, градникот направен од густо плетена бакарна жица, штит какви што носеле средновековните борци. Предпоставките на Христо Андоновски, повикувајќи се на зборовите на Муцополос, се дека гробот му припаѓа на цар Самуил. Тие предпоставки ги подкрепува со факт што до самиот гроб е пронајдена и мермерна плоча со гравура. На средината исклесан крст, од десната страна е едногрба камила, чија што грбка ја колва еден млад јастреб, а од левата страна водена птица, чапија, со долг врат, кој што го колва поголем орел. Другите орнаменти представуваат дрвја, кругови во вид на синџири и модифицирани крстови. Синџирите со кругови, според професор Филипова, се символично представување на ангелскиот род Моки. Во еден од трите саркофази се предпоставува дека бил погребан цар Самуил.
Самиот катедрален храм на цар Самуил на островот Аил или Ахил бил украсен со повеќе соларни символи, меѓу кои е и космичкото сонце, исто како на старомакедонските монети. Во последно време успеав да дојдам до бугарски превод на книгата на Муцополос за археолошките истражувања во Преспа. Авторот никаде не тврди дека тој гроб врз кој што била плочата со орнаментите му припаѓала на Самуил. Напротив, тој е убеден дека во тој гроб биле сместени моштите на Свети Ахил. Во прилог на што наведува и пронајдената ампула со светото миро и остатоците од кандила. Дури не споменува никакви остатоци од облека, штит или било што. За жал не е зачуван печат на цар Самуил, ниту пак царските инсигнии. Периодот од 976 до 1014 година бил исполнет со постојани борби меѓу византискиот император Василий II и Самуил. Можно е Самуил да користел како платежно средство византиски монети. Во битката кај Ихтиман, Трајанова врата, Самуил го запленил царскиот шатор со знамињата и благајната со многу злато. Најверојатно тоа злато го користел да ги исплати своите војски. Кога ја добил царската круна од Рим 997 година, Самуил најверојатно добил и царски символи, инсигнии, но за тоа изворите не споменуваат. По ликвидирањето на Самуиловата држава 1018 година, Василий II во царската ризница нашол круни со бисери и 1000 кентенари злато и ковани монети. Дали на тие монети имало некои символи на цар Самуил или не, изворите не соопштуваат. Останува само да се шпекулира. Доколку му веруваме на Христо Андоновски дека во Преспа е пронајден гробот на Самуил, тогаш според облеката опишана кај него, тој го користел двоглавиот орел како символ, кој што символ Византија ќе го користи во времето на палеолозите. По 1261 година и тој го заменил златниот едноглав орел од рана Византија. За едноглавиот орел како символ зачувана е минијатура, на која што е представен Василий I како бебе. Додека мајка му работела на нивата, сонцето силно печело, тогаш еден орел слетал пониско над главата на бебето и со крилјата му направил сенка. Мајката се обидела да го истера, но тоа не ја успеало. Потоа сватила дека тоа е Божие привидение и од нејзиното бебе ќе стане голем човек, император. По ликвидирањето на Самуиловата држава, во Македонија била воспоставена византиска, воено-административна и црквена управа. Со тоа и символиката била со византиски мотиви. Но и во овој период не може да се зборува за типични хералдички символи. За периодот помеѓу 11 и 12 век е карактеристично што доминираат символите со верско-религиозна тематика. За нив податоци наоѓаме и во представите на фреските и иконите. Црквата Свети Пантелеймон во Нерези Скопје е бисер на комненовскиот стил во византиската уметност. Тој е споменик изграден како задужбина на принцот Алексиј Комнен. И она што е најинтересно за нашиот прилог се представите на 6 свети војни на влезот во наосот на оваа црква која представува пишан крст во превоаголник. Интересно е значи дека практично комнените користат и хералдика, хералдички символи, емблеми какви што се модерни и само што се почнати да се употребуваат на запад и практично тоа се случува во исто време во Македонија како и на запад, бидејќи најстариот штит на грофот од Анжу е некаде датиран меѓу 1155 и 1170 година, времето после неговата смрт и градењето на неговиот надгробен споменик. Со оглед на тоа што тоа е некаде десетина години пред или во исто време со Нерези, можеме да зборуваме дека паралелно се развивала византиската или протохералдиката во Византија, како и западната, што е едно исклучително откритие. За сега нема најдено вакви вистински хералдички, правилно изработени емблеми на друга територија во склоп на византиската некогашна империја или Балканот. Византиското влијание во Македонија и на Балканот се шири фактички од срцето на Македонија, поточно од манастирот Свети Пантелеймон во Нерези, во кој што се наоѓаме и ние.
Имено манастирот представува типична византиска градба и живописана според традициите на престолната, односно Константинополската уметничка школа. И она што е најбитно овде, за разлика од претходните представи и традиции на фреско живописот во Византија, овде фреските добиваат современи, односно почовечки ликови, каде што се видливи и емоциите, грчевите на мускулите и така натаму. Според Окуњев, од овде фактички и започнува ренесансата, која што потоа е пренесена во Западна Европа, реалистички да се представуваат ликовите. Она што е битно, зошто во балканските држави толку го прифаќале византиското влијание, лежи во тоа што Византија е првата христијанска земја, каде што христијанството било признаено, и фактички каде што започнало изградбата на таа христијанска космогонија, односно императорот се представува како намесник на Бога на земјата и идејата дека земниот свет е уреден по примерот на небесниот, ако на небото начело стои Бог, па до него Синот Божи, Мајката Божја и така натаму, овде на земјата е византискиот император и потоа неговите подчинити. Бидејќи балканските владетели, пред се бугарските, па и подоцна српските во 14 век, настојуваат да ја наследат Византија на овие простори, тие во својата идеологија вградуваат целосно таа византиска космогонија и идеологија и затоа и се прифаќаат овие ликови овде. Не треба да се заборави дека од втората половина на 11 век започнуваат продорите на западноевропските војни рицари, пред се преку норманските завладувања 1081 до 1085 и првата крстоносна војна 1096 до 1099 година. За разлика од Византија, западноевропските држави имале поинаков систем на управување, изразен преку институцијата сизерен вазал, и како резултат на тоа се појавила потребата за означување на припадноста на вазалите. Така се појавиле грбовите на позначајните феудални фамилии. Со преминот на западноевропските војски низ Македонија и Византија, овдешните управници се соочиле и со известни влијанија, посебно во поглед на односот владател-подчинет. Сето тоа влијаело и на овие простори да се појават грбовите. Дотогаш византискиот модел на управување не им давал многу слобода на дејствување на локалните управници и други. Поголемиот дел од тие феудални аристократи носеле облеки со посебни бои, кои што биле карактеристични за функцијата што ја вршело лицето. Например, црвената секогаш била резервирана за императорот, сината за севастократорот и слично. Од друга страна, уште со прифаќањето на христијанството за државна религија, настанала промена и во културниот живот. Наместо гладиаторски борби биле организирани надпревари во трки со коњи и конски коли, а веќе во 11 и 12 век започнале да се организираат и турнири, слични на рицарските надпревари што се одржувале на запад. Надпреварувачите, бидејќи биле во оклоп, за да се препознаваат и публиката да знае кој е кој, носеле посебни символи на коњите и на штитовите, кои што символите со текот на времето прераснале во хералдички грбови. На територијата на Македонија се наоѓаат бројни сликовни композиции кои што имаат византиско влијание и од тука за очекување е да постојат бројни фигури, амблеми кои што се поврзуваат со византиската традиција. Во Марковиот манастир имаме еден таков пример каде што постојат византиски влијанија на сликовни композиции со цел да се пренесат одредени пораки. Овие символи кои што се избираат и амблеми, освен нивното реално значење, имаат и символично преносно значење. Тие треба да представуваат одредена порака за народот и за идните поколенија. Вообичаено е во представите на владетелите да се представуваат со нивните владетелски инсигнии. Инсигниите се специфични обележја кои што се однесуваат на одредена позиција во општеството и при тоа оној кој што ги носи овие инсигнии
со нив се одредува неговиот општествен и социјален статус. Исто така се одредува неговата државно-правна позиција. Во случајот кога се работи за владетели на трите на Македонија кралеви, во периодот на по 1371 година станува збор за кралот Марко, постои круна која е од рангот на стема, потоа постои владетелска облека, дивитисиум, па исто така постои и црвено постолје на кое што стои самиот владетел. Како што навлегуваме во 13-тиот и 14-тиот век, имаме се поголемо влијание од западната култура и повеќе податоци за символиката. Тоа се должи на четвртиот крстоносен поход од 1202 година до 1204 година, кога Константинопол бил превземен од крстоносците и била формирана Латинска империја на место до тогашна Византија. Покрај Латинската империја, во Македонија со центар во Солун била формирана латинска држава позната како Солунско-Латинско кралство или царство. Нормално е дека во тие крстоносни држави биле воспоставени системи на управување слични на оние од Западна Европа, а со тоа дошло до употреба на символи својствени за западноевропските држави. Во текот на латинското владење на просторот на Македонија од 1207 до 1230 година екзистирала посебна држава на чело со деспот Алексиј Слав. Седиштето првин му било во Цепена во Родопите, а потоа во градот Мелник. Тој Алексиј Слав станал вазал на латинскиот император Хенри во Цариград и се оженил со неговата ќерка во 1208 година. За него со сигурно знаеме дека имал свој грб со апликација на лијан. Тој грб најверојатно му бил доделен од латинскиот император за време на свадбените церемонии, кога му била дадена и титулата деспот. Од Алексиј Слав е зачувана една сигилија за подарување на имоти на манастирот Света Богородица Спилеотиса близу до Мелник, пишуван на грчки јазик. Во тој документ манастирот е наречен деспотски и царски, но за жал нема печат за да можеме да кажеме нешто повеќе за символиката на овој владател. По смртта на Алексиј Слав и поразот на епирската војска од страна на бугарите во битката кај Клокотница 1230 година, Македонија потпаднала под власта на Бугарија. Таа положба останала до 1242 година, кога на Балканот навлегле монголите и ја наложиле својата власт во Бугарија. Таквата состојба ја искористил владетелот на Никејската империја Јован III Ватац и успеал да освои повеќе градови и области во Македонија. Во 1261 година владетелот на Никејската империја Михаил VIII Палеолог ја обновил Византија и Македонија била целосно вклучена во обновената византиска држава. Дали во текот на тие бурни времиња биле менувани и државните символи и дали воопшто ги имало, тешко може да се каже. Латинското владење во Цариград имало значително влијание на културните промени на исток. Токму од тие влијанија не била изолирана династијата на палеолозите. По примерот на западните феудалци, и палеолозите создале собствен грб, двоглав орел, кој што за прв пат се споменува во 1322 година. Андроник II Палеолог. Значењето на двоглавиот орел е различно толкувано од истражувачите. Повеќето сметаат дека тоа символизира единство на државата и црквата, едно тело со две глави, а сепак под една круна. Другите се на мислење дека палеолозите со тоа сакале да го потенцираат своето право на власт на двете половини од Римското царство. Двуглавиот орел е присутен и во другите региони на Македонија, значи не само на литургискиот намештај и на облеката на одеждите на највисоките великодостојници, туку и на сите предмети што се користат во црквата, во ритуалите. Но малку тоа е зачувано, значи реков хоросот од Марков манастир е едноставно разделен на делови и однесен во различни музеи, но зачувани се други хороси кои ги има Музеот на Македонија. Еден од нив потекнува од црквата во Псача.
Од 1282 година започнуваат српските завладувања кон Македонија и до склучувањето на мировниот договор помеѓу Србија и Византија 1298 и 1299 година, Македонија на север од линијата Леш, Дебар, Кичево, Велеш, Тип била подчинета на српскиот владетел Стефан Урош II Милутин. Како гаранција за договорот бил склучен династички брак меѓу српскиот владетел Милутин и ќерката на византискиот император Андроник, Симонида. Со склучувањето на овој брак во Србија започнало да се шири византиското културно влијание, како на дворот, така и во секојдневниот живот. Најверојатно по тоа влијание и во Србија бил прифатен двоглавиот орел како државен символ. За тоа каква символика користеле српските владетели во средината на 14 век немаме сигурни податоци. Двоглавиот орел како символ го среќаваме на облеката на деспотот Јован Оливер на фреската во Лесновскиот манастир. Јован Оливер по потекло бил од Македонија и пред да се почини на српскиот владател бил во служба на византискиот. Откако се починил на српскиот владател, тој негде околу 1332 и 1333 година се оженил со вдовицата на српскиот крал Стефан Дечански, византиската принцеза Ана Марија. Па од тука може да се свати зошто го користел византискиот символ. Некои истражувачи се на мислење дека во неговиот случај тој двоглав орел символизира паралелна власт во српската држава, кралство и деспотство. Како очув на крал Душан, тој имал голема автономија во своето делување. Може да се предпостави дека Душан целосно ја следел византиската символика, бидејќи тежнел да стане цар на србите и ромеите, што и се случило во 1346 година. По смртта на Душан 1355 година, неговата држава се распаднала. А на територијата на Македонија изникнале неколку самостојни или полусамостојни држави, од кои како позначени се државата на крал Димитри Волкашин и на брат му деспот Јован Углеша. Тоа што го имаме како податок од фреско-живописот, Волкашин целосно ја следел византиската символика. На фреските е представен со црвена позадина, со нозена црвена перница, во рака држи крст, кој што се среќава и на круната и во неговите повелби на почетокот како символичка инвокација. Од тој период е и представата во манастирот Конче, задужбина на војводата Никола Станевик, каде што на олтарената преграда е изрезбана представата на сонцето. По 1372 година и смртта на Волкашин и Углеша, во Македонија како најмоќен владател останува кралот Марко. А покрај него се уште и деспот Јован Драгаш, со брат му господин Константин и Андреј Гропа. Од сите нив податоци за символиката имаме во представите на кралот Марко. Кога споменавме за старозаветните традиции, тука е символот на рогот, со кој што е представен кралот Марко на јужната фасада. И овде имаме два типа на представи на рог. Оној со кој што е представен кралот Марко, фактички има и две значења. Едното е како извор на изобилието, а другото е како символ на власта, дека власта доаѓа од Бога и дека власта е фактички и од народот. И затоа тој го држи рогот во десната рака. За останатите владетели, само може да се каже дека Јован и Константин издале неколку повелби на кои што како символи на почетокот го користат крстот. На крајот само подпис, а немаме представи на печатите на повелбите за да можеме да кажеме нешто поконкретно за символиката. Следејќи ги хрониките и представите на некои минијатури, може да се забележи дека на некои градови биле представени знамињата. Но бидејќи повеќето представи се во црно-бела боја, не можеме да кажеме нешто поконкретно. Во анализата за знамето на Солун и онаа што се веело во Цариград се забележува известна сличност.
доминира представата на крстот и црвено-белата боја. За да се даде некој поконкретен заклучок за символите во Македонија во средниот век, потребно е сеопфатно и мултидисциплинарно истражување. Она што досега го знаеме е поврзано со воените символи и никако не можеме да ги поврземе со државни символи, бидејќи Македонија во средниот век и не екзистирала како посебна држава.